емисија ќе биде нешто поразлично од претходната. Во соработка со доктор Дејан Димитровски, кој е доктор по естетска медицина, решивме оваа дама, Јасмина Симоновиќ, да дадеме една хармонизација на незиното лице. Во текот на целата емисија ќе го видите цел процес на ова нехируршка интервенција. Сите што ќе сакаат да учествуваат во ова шоу ќе може да се пријават на мојата Инстаграм страна Гнес Органџиева, Инстаграм страната на доктор Дејан Димитровски. Јасмина, како се чувствуваш? Дали си возбудена? Па да, возбудена сум секако. Јас досега не сум правила такви интервенции, да кажеме, од типот ставање филери, ботокси тоа ми беше и тоа. Дали ова ти е прва интервенција што ќе работиш на твоето лице? Да, секако. Ова ќе биде моја прва интервенција и нормално е дека сум возбудена заради тоа. Значи ќе бидеш уште поубава. Друго прашање ме интересира, пример, пред тоа дали си идела по некои салони за козметика, бидејќи сепак нели ова е малце поразлично од докторот што го изработува? Да, секако. Значи сум одела. Меѓутоа последниве години со оглед на она темпо кое ние го живееме брзо, не секогаш можеме да си дадеме време и да си посветиме себе си, да одиме. Нели сепак се тоа се работи за 2-3 часа, гледаме да ги искористиме максимално за некои други наши обврски. Меѓутоа да, сум посетувала, а ова ќе ми биде прво освежување на лицето на малку поинаков начин. Кажи ми зошто го одбра баш доктор Дејан Димитровски? Доктор Дејан Димитровски го следам подолго време. Ти влеја доверба некоја поголема? Да, секако. Значи доктор Дејан Димитровски го следам подолго време на неговиот Инстаграм профил. Значи јас сум воодушевена од тоа како тој ги прави трансформациите на неговите пациенти и пресудно ми влеја доверба едноставно со таа негова безбедност, со работење на тие, знаете како, обично овде кај нас работат со еден увод. Овде се работи буквално со неколку уводи. Докторот, колку што видов, работи со само еден увод и сето тоа го прави со канила и затоа сметам дека тоа е многу безбедно. И била некоја твоја пријателка, другарка кај него? Да, биле, многу се задоволни од него и затоа и јас себе решив да се пријавам, да малку го освежам својот изглед. Знаете, сепак јас сум во години кога мислам дека треба да порадувам. Не се прашувам, меѓутоа јас никогаш не ги кријам годините, имам 62 години. Браво, многу добро изгледаш за години. Ви благодарам, се надевам дека подобро ќе изгледам сега со интервенцијата кај доктор Дејан. Сега што поточно која корекција ќе правиш кај него? Знаете што, јас сакам малку да направам еден лифтинг на лицето, да, малку да се подигне лицето, да изгледам посвежо. Добро, тонусот. Нели? Да, да се крене тонусот, да, назобијалните, знаете, јас сум сега, не е убаво да кажам, ама пушач и овој дел овде ми е подоста, ми пречи, искрено да ви кажам. Така да очекувам да добијам така посвеж изглед и да изгледам малку поубаво. Нели да го запремет малку тој процес на па не за џабе таа поговорка на време, нели треба да се спречи нешто за од Точно така, да. Јас можеби доцна тоа го спречувам, можеби требало и малку порано, меѓутоа еве сега условите ми го дозволуваат тоа и би сакала да направам нешто. Многу ми е драго. Така да сега, значи, пред да идеме кај докторот, ние ќе прошетаме уште малку, ќе поразговараме, ќе видиме ако работат овие за кафе. Какво кафе пиеш? Јас пијам ладно кафе, може не сладно. Повелете. Благодарам. Здрави, имајте убав ден. Ајде да го пробаме кафето. Прекрасно, ова е урбан, така? Урбан кафе. Урбан Скопје. Браво, браво. Убаво кафе. Прекрасно. Ви благодариме. Здрави, имајте убав ден. Убав и на вас. Чао. Јасмина, ми треба, еве, твое мислење, сугестија, бидејќи кај нас нели естетската медицина, овие што ги прават нели девојките нехируршки корекции на лице, на тело, како што ги има нели доктор Дејан, зошто се уште важи таа табу дека она не се коригирала или се коригирала и повеќето нели кријат дека направила некоја си корекција на нивното лице. Така. Тоа многу често се случува. Јас не можам да ги разберам зошто мене би ми било срам ако сакам да поработам на мојот изглед. Значи да изгледам поубаво. Да, тоа е точно. Во Македонија речиси, да не кажем, ама 50% од тие што прават такви корекции велат дека не, јас сум природно. Не е. Значи тоа се гледа веднаш, да се разбереме. Значи
Меѓутоа Зошто зависи сите како живеат и за каде. комшиите, што Да, ќе кажеле? апсолутно не знам. Јас сум личност која не ја интересира мислењето на Што другите. сепак Јас тоа нели не сакам не е точно хирургија, така, не е операција, а точно. туку ова е сосема нешто поразлично. Апсолутно поразлично, значи поразлично во однос на тоа. Немате никакви хируршки интервенции, колку што гледам постапката е многу безбедна, резултатите се многу добри, зашто луѓето, жените и мажите секако, и на нив мислам, не би поработиле малку со време на својот изглед, за да се изгледаат посвежи, да си ја вратат само довербата која нели со текот на годините сите некако ја губиме на некој начин. Така е, јас значи користам стварно и квалитетни креми, ама сепак значи тој момент што Не. сакам јас го Јас не можам мислам- да го доловам, така. Да, јас мислам дека кремите немаат некое битно влијание во однос на лицето. Да, многу е важно да се негува кожата, меѓутоа сепак, значи со годините, значи лицето, не само лицето, телото, но јас знаете што велам, најбитно е духот да не ни остаре. Така? Душа, така, точно. Духот да не ни бидејќи остари и се како што друго може да се чувствуваш- поправи. Како се чувствуваш, така и те Так, гледам, мислам, так, тоа јас так, кажам од моја страна, од мој искуство. Дали си имала таква нека другарка што знаеш ли дека имала направила Да, интервенција, секако, а секако. крие, Секако. крие? Да. Имам. Обично ќе кажате, кога ќе знаете после интервенцијата нормално е нели го гледам тоа да се јави мудринка, да се јави Да, по ќе некој има тонче оток. да се јави, И да. знаете кога ќе ги прашаат, ќе речат се удрив или не знам ми падна ова, па Или кога ќе кажат нема устата не ми е устата- работена не, никако, природна ми е. никако. Мислам да не се нема зошто да криеме. Јас не знам, ниту мене некој еве јас ете по случајен избор го добив ова, меѓутоа на кого на крајот на криштата некој му ги плаќа. Секој сам си ги плаќа своите интервенции, нема потреба никому да се оправдува зошто тоа го прави. Точно. Значи веројатно со причина. така е. Сепак значи ние сме Македонија ограничен народ. Да, што не можеме да кажеме, тоа исто сакав да ви кажам дека видов дека доктор Дејан прилично работи надвор, дека доста посетува едукации. Да, јас тоа го видов, Тоа да. е цело време Испанија, доктор Атина, Дејан, да. го Па вика. сега видов дека и во Дубај бил, Париз, значи нема едукација која тој ја нема посетено. Така да заради тоа и ете кажавме решив да се доверам во негови раце да го направам тоа. Сепак довербата значи е Да, многу прво значи. битна, бидејќи Точно така, точно така. не можам кај било кога нели да седнам, сепак се работи за моето така лице. е, бе. така е. Ние ќе треба да си го носиме Така е. и да живееме со него. Сега би сакала и јас нешто да ја прашам Агнеса, со оглед на тоа дека ја следам на Инстаграм, читам по порталите, ги отварам нели и гледам. За Агнеса сите зборуваат дека таа е вештачка, направена и не знам како изгледа, како Пластична, вештачка, пластична. пластична кукла, да. Меѓутоа јас од она што го гледам, Агнеса изгледа совршено. Незиното тело, незиниот струк мене ме потсетува искрено да ви кажам на времето кога јас бев на нејзини години и просто и се воодушевувам и ме враќа во некое тоа време. Се гледа дека си го одржува лицето, а морам да ја прашам што има таа направено. Јас имам направено уста, имам контурирање на лицето. Значи немам на самото лице, напред туку доктор Дејан мене ме работеше од овие регии, од надвор за да дојдам до усовршени контури. Јас ги имав пред тоа, ама он ме докоригира за да изгледам нели тоа што сака да се го. Така. Значи, Добре. сепак сум во вистинските раце кај доктор Дејан Димитровски. Така, Со оглед на и тоа доку што го ниту гледам јас не кај би вас, била, да, ете, да, јас можев само тоа да забележам дека кај вас е устата правена, друго на вистина не е. Не можам друго да забележам за телото секоја чест. Сепак имам правено нели кај доктор Дејан и PRP третмани, тоа исто многу Так. добро, нели се зима крв со твојата плазма, ти вбризгува внатре, прави Так. регенерација, хидратација, освежување, ко да сум 10 години, значи вако помлада. Јас сум Да. знаеш за тоа дека искрено реално. Па јас се надевам дека јас после еве ова мое контурирање на лице ќе продолжам со третмани кај доктор Дејан, секако ќе го послушам неговиот совет и што тој ќе каже што би требало да правам во секој случај, ќе треба тоа да се одржува. И јас пример, јас сум многу против, гледам девојките сите еднолично се работат на лице со овие јаболчници, многу И тоа сум го многу се забележала полна, да не знам дека зашто мислам некако многу од нив изгледаат сите, треба, односно веројатно се гледа дека јас доктор ги нон-стоп правил. зборам, еве и кај мене на социјалните мрежи, значи лицето не треба толку да се допира. Значи, еве, кај тебе ќе го видат сега процесот нели на изработка на што го збореме тоа на контурирање, како Дејан
тој дел го работи од овие регии, а не на лицето. Здраво. Здраво, докторе. Седнете си. Кажете ми што ве донесе вас тука? Вака, докторе, со текот на годините чувствувам дека моето лице секако промени, односно се знаците на старење. Дојдов кај вас со надеж дека вие нешто ќе промените во моето лице, односно ќе ми дадете подобар тонус и да изгледа малку посвежа. Така, тоа што го гледам кај вас е една многу убава жена, која што, за жал, со текот на времето, лицето претрпело дегенеративни промени, едноставно тонусот е паднат, волуменот е изгубен, и изгледате изморени, изгледате онака како што ни се чувствувате. Ние ќе успееме тука во една интервенција да ја вратиме свежината во вашето лице, да ве направиме да изгледате оноку убаво и оноку свежо како што се чувствувате однатре. Се надевам и затоа еве се препуштам во ваши раце. Одлично, можеме да започнеме доколку сте вие спремни за тоа. Секако. Сега, доктора, што ќе работиме, значи почетокот што е ова? Вака, со оглед на тоа дека ќе работиме целосен фейслифт со целосно контурирање на лице, неопходно е да бидеме безбедни во самата интервенција. Од таа причина мораме да направиме ултразвучна диагностика на целото лице, да видиме Ехо, каде, да ехо на лице, да видиме каде точно се наоѓаат крвните садови, нерви, бидејќи кај се пациенти постојат анатомски варијации, ние не би сакале да ги препуштиме работите на случајност и да го воведеме пациентот во било каков ризик. Од таа причина ќе направиме ултразвучна диагностика на лицето и ќе можеме да бидеме безбедни. Добро. Како се чувствуваш ти? Возбудена. Возбудена си? Целата интервенција се работи со анестезија, така? Да, интервенцијата се работи со анестезија, безболна е. Во принцип, деловите на лицето каде што ние работиме немаат нерви и не боли самата интервенција дури и без анестезија, меѓутоа поради комфорт на пациентот даваме спроводна анестезија, нарича се цело лице, и пациентите во главном не чувствуваат болка или чувствуваат некаква минимална нелагодност. Со оглед на тоа мораме да ги видиме анатомските структури на лицето и За несакани дејства, нели, отпосле за за едноставно да знаеме дека ќе ги избегнеме сите важни анатомски структури при самата интервенција. Ние поседуваме еден од најновите типови на ултразвуци за лице, кои што работи на фреквенција од 24 Hz и ни дозволува да ги визуализираме сите крвни садови, нерви, отвори на лицето, мускули, меки ткива, да видиме евентуално присуство на филер од претходно, што е многу важно, можеме да одредиме каков тип на филер точно е аплициран со самата ултразвучна диагностика. И постојат пациенти кои што имаат ставено филери пред години и заборавиле, ние едноставно тоа го гледаме на ехо и е многу важно да биде се безбедни. А тие заборавени филери отпосле може да бидат пример стопени, така? Па зависи од материјалот кој што е употребен. Доколку се работи за хиалуронска киселина, да, доколку се работи за траен филер, многу тешко дека можеме да го отстраниме со хирургија. Доктора, ние веќе започнуваме дали со нехируршката интервенција, со што ќе започнеме? Ќе започнеме со давање на локална анестезија, даваме спроводна локална анестезија на лице. Моментално ќе го таргетираме нервус supraorbitalis, како и нервус temporalis superficialis, за да ги блокираме сензациите на болка во челото и под коса, како би ја направили интервенцијата што е можно полагодна за пациентката. Браво, лепото. Си издржуваш супер. Лепото боцкам, да знаеш. Толку. Окей си. Се држи скроз натаму, Джеси.
Добра ли си? Да, добре сум. Доктора, вака сега, сега помиравме со канила, така? Да. Ова е незината плазма? Не, ова е филер измешан со низината плазма. Добро. На тој начин филерот трае подолго и возможно е да се направи микро дроплет техника. Новите методи на апликација на филери одат во правец на апликација на филерот во микрокапки, тоа се вика микродроплет техника. Кога филерот е измешан со плазма, односно со PRP, ние успеваме да направиме микро дроплет техника заради тоа што депонираме микрокапки и кога ќе исчезне плазмата, која што нели ќе биде ресорбирана од телото, остануваат микрокапки и на тој начин имаме 100% природен резултат после неколку недели од кога ќе дојде до интеграција на филерот. Значи на лице не се работи? Почнуваме со темпоралната фоса со цел да направиме кривење на лицето. Тоа што го сакаме да не лежите, лифтинг. Па да, лифтинг сакаме да постигнеме. Пациентката не чувствува никаква болка, во состојба на комфорен. Те си да чувствуваш болка? Не. Да, не. Ете, девојки, мажи, нема болка, слободно може. Да, интервенцијата е практично виртуално безболна. Доктор, јас сум сега вашиот личен асистент. Па ти секогаш си била мојот личен асистент, да. Какво задоволство да имаме личен асистент, како ти. Добре си, Сонче? Да. Уживај си лепото. Ние со фоса темпораlis и завршивме. Можеш да станеш, Сончеки? Секако? Се исправиш лепото. Сменима благ оток во темпоралната рија. Гледаме си лепото. Да го дотираме уште овој дел и ќе аплицираме ладна компресија. Добро. Стави се скроз натаму. Работиме кој што гледате со тапки игли, тие се нарекуваат канили. Канилите ги користиме за тоа што се така дизајнирани да не може да влезат по крвни садови во нерви, интервенциите се 100% безбедни на овој начин. Го користиме темпоралното вглъбнување на фронталната коска со цел да предизвикаме посилен лифтинг. Кога сме викајќи лифтинг ефект, колку значи се потребни доза на милилитри за да се постигне? Се е многу индивидуално, зависи од анатомијата на пациентот и од тоа колкав степен на лифтинг сакаме да постигнеме. Од 2 до 3 мл кај млади пациенти до 30 кај повозрастни. Значи доаѓаат и младите, така? Да. Луѓе со почетни стадиуми на паѓање на лице доаѓаат. Кој би бил најмлад пациент? За лифтинг? Да. Па имало и луѓе со 20 на години каде што има лаксити на лицето, едноставно вродено, лош квалитет на кожа, губење на масни ткива, дали поради болест, дали поради примање на лекови, имаат потреба едноставно да го кренат лицето или да го вратат волуменот назад и ние сме тука да им помогнеме. Кои ви се најинтересни пациенти за да ги работите, младите или старите? Па, не е возраста кој што ги прави пациентите интересни, едноставно анатомијата на лицето, предизвикот кој што ви го дава, да. Кај постарите бидејќи кој ќе видите кај нив нели повеќе се гледа резултатот отколку кај младите. Различни луѓе даваат различен предизвик, не се годините тие кои што ви представуваат предизвик. Се како што кажам до анатомијата на лицето, така. Како се соочувате со оние пациенти што ви доаѓаат изработени од кај друг доктор каде што се незадоволни, дали ги примате истите? Па да, во принцип, примаме пациенти на кај кои што вршиме корекции, многу е тешко да се направи корекција на лошо изработени филери. Што работите ако многу видите дека често треба да се стопат филерите за да може да се направи корекција. Цело лице го топите? Па не, каде што има индикација таму топиме, нема потреба да топиме ако е нешто добро направено. Како дека непред имавме разговор со Јасмина,
пред да дојдеме кај вас, баш разговарахме за оние девојки што се преполнуваат во предниот дел, значи кај образите. Смешниче. Видете, постојат различни доктори, сите ние имаме различни техники на работа. За право на вистината, пазарот е многу голем и постојат различни пациенти кои што имаат различни барања. Очигледно, такви резултати на некои пациенти им се допаѓаат кога решаваат така да си го живеат животот со такви резултати и ние немаме ништо против тоа. Нели, едноставно ние тука се стремиме секогаш да добиеме максимално природен резултат кај пациентите, да изгледаат природно. Има пациенти кои што такви резултати бараат и доаѓаат кај нас, има пациенти кои што барале природен, кога има во лицето, тоа стана веќе токсично, че не е така здраво. изгледа лошо. Меѓутоа постојат пациенти кои што бараат таков изглед и за цела среќа постојат доктори кои што даваат такви резултати. Ти ги прифекаш таквите? Па да, ако сакаат да се сминат, да изгледаат природно, ние сме тука да им помогнеме, да едноставно го вратиме лицето во една природна состојба. Ние сега се насочивме од другата страна, нели, на пациентот. Да, да го Имаме направиме истото што го направивме на десната страна, одиме да го изнивелираме лицето во двете страни, бидејќи ако годиме степ by степ, многу е поедноставно да се воспостави симетрија. Од таа причина ние завршуваме прво едната страна, туку паралелно ги работиме двете страни. Ето, требам се. Интервенцијата е безболна, како што гледате, дадена анестезија кај пациентката, не осеќа никаква болка, што е многу важно. Докторе, кај вас на Инстаграм страната гледам дека имате и машки пациенти. Така е. Почести се или? Вака, дел од култура е да се биде убав. И како што жените сакаат да бидат убави, да изгледаат свежо и убаво, истото важи и за мажите. За цела среќа стереотипите за мачо мени исчезна на балканските простори и не дека повеќе мажите се прават, туку дозволуваат да бидат снимени и да бидат прикажани во јавно за тоа што го направиле. Од таа причина имаме се повеќе преки потоа на мажи кои што се правеле кај нас, а не дека во минатото не се правеле. Едноставно се работи за минимални инвазивни интервенции, walk-in, walk-out facelift и луѓето многу едноставно се решаваат за ваков тип на интервенција за разлика од порано, кога единствен начин да се помладите било да се подвргнете на радикални операции со многу високи ризици, со многу чести компликации, едноставно луѓето сега тоа го прават многу поедноставно. Кажи ми, мажеве, што повеќе барат ке тебе? Контурирање, че на брадата? Машките на кој лица дел? се многу различни за работа во однос на женските лица. Докторот кој што работи машко лице мора неприкосновено добро да ја познава разликата меѓу машките и женски черепи, како и разликите меѓу машка и женска мекотивна анатомија. Не постои ништо полошо од тоа да се феминизира едно машко лице, односно да се маскулинизира лице на една жена. Мора целата интервенција да се работи во рамките на полот на пациентот, со цел да се постигне поголема атрактивност. По-женствено лице значи по-атрактивна жена и по-мажествено лице значи по-атрактивен маж. Така да интервенциите се исти, меѓутоа кај мажите во правец на маскулинизација, кај жените во правец на феминизација. Дали мажеве ти барат на дополнување на уста? Да. Вистина, Како стварно? што доаѓа до губење на волуменот во целото лице, така доаѓа до губење на волуменот на устата и кај мажите. И едноставно уста без волумен кај маж знае лошо да изгледа, од таа причина мажите никогаш зголемуваат волумен на устни, меѓутоа сето тоа да изгледа природно, нели да не изгледа направено, пошто уста правена кај маж не изгледа воопшто добро. Доктор, дали пациентките прв што доаѓаат кај вас барат од вас совет, нели, при тоа пред да легнат на кревет, дали имаат страв, дали чувствуваат нешто, дали е потребно некое средство за смирување? Видете, човечки да се плашите од работите што не ги знаете. Едноставно непознатото предизвикува страв и пациенти кои што никогаш не биле подвргнати на ваков тип интервенција, нормално е да се плашат. Едноставно кога веќе еднаш ќе направат интервенција, кога ќе видат дека си во овај минимално инвазивно, дека ништо не воли, опоравокот е многу едноставен, многу лесно се одлучуваат по втор пат да го направат тоа. Меѓутоа кај исплашени пациенти, да, ние имаме медикаментозна припрема за едноставно да се отстрани стравот пред самата интервенција, како би ја поднали интервенцијата поедноставно.
Што се случува со оние пациенти што не се задоволни од некоја интервенција, веројатно нели се случува. Видете, многу е важно пациентот да има реалистична перцепција за својот изглед моментален и реалистична перцепција за тоа што ќе го добие од интервенцијата. Ние за жал немаме магични ставчиња да можеме да направиме чуда доколку анатомијата на пациентот не го дозволува тоа. Пациенти кои што во принцип имаат нереалистични очекувања треба да бидат одбиени за интервенција, бидејќи тоа е најлесен начин да се справите со нив. Не можете вие на пациентка која што има 40 кила во вишок, каде што, например, джоулајнот е во целост изгубен со масно ткиво, да и направите Анџелина Џоли джоулајн. Едноставно, низината анатомија тоа не го дозволува. И доколку таа пациентка има такви очекувања, најдобро да биде одбиена за интервенција. Исто така имате пациенти кои што очекуваат дека со промена на нивниот изглед ќе дојде до промена на нивниот живот, дали ќе најдат нов партнер, дали ќе најдат нова работа. Вистината е дека ништо од тоа нема да се смени. За жал ние партнерите и работите многу често со изглед ги привлекуваме, меѓутоа ги задржуваме со нашите квалитети и способности и за жал пациенти кои што имаат очекување дека нивниот изглед ќе им донесе нов партнер на долги стази, тоа за жал нема да се случи. И во таков случај може да бидат незадоволни и докторот да биде крив заради тоа што нивниот живот не се променил со самата интервенција. Сите овие пациенти треба во главно да бидат одбиени за интервенција. Знаеме дека сме при крај на интервенцијата кај нашата клиентка Јасмина и јас сум имена прашање за тебе. Дали правиш други интервенции, пример вака корекции контури на тело? Секако ние работиме целосно контурирање на тело со хиалуронски филери, исто така отстрануваме вишок на кожа со плексер. Го имаме најновниот плексер Викрон, едни сме од ретките во поширокиот регион, каде што без операција можеме да отстраниме вишок на кожа. Исто така имаме ОФ апарат, односно Агнес РФ. Како моето име Агнес? Да, со кој што можеме да стопиме масно ткиво на делови каде што не е потребно, слично како липосукција. Значи можеш, пример, ако некој има проблеми, пример, вишок на масно ткиво, да го отстраниме трајно. Пополнувате задници? Да, гради? секако работиме и Brazilian butt lift, Браво. и изголемување на гради, исто така и намалување на гради со плексер. Сурплекс. Супер. Дали сега ќе можеме да го видиме крајниот резултат кај Да, нашата клиентка? ова е моменталниот резултат, веднаш после самата интервенција, секако постојат отоци, постои црвенило, меѓутоа ефектот на лифтинг многу добро се забележува. Резултатите ќе стануваат се подобри како ќе доаѓа до интеграција на филерот, така да за некои 2 недели пациентката ќе изгледа многу подобро од што изгледа сега. Јас на пациентите им кажувам, резултатот е извонреден, веднаш после самата интервенција, што може да го видите сега, меѓутоа ќе станува уште подобар и ќе изгледа уште многу подобро во следните 2 недели. Пациентите ме гледаат чудно, не може да сватат како тоа може подобро да изгледа од ова, меѓутоа последните недели разбираат колку многу подобро, да едноставно филерот треба да стане дел од ткивото, од тоците да исчезнат и сето да биде многу Не, јас ова побаво. што го гледам од прето, искрено, стварно сум Јас чудо видена, исто така. да. Мислам, Се вистина, безболно и да, добро. прето нели бевме заедно низ парк, веќе оние брчки што се ги брави. Мислам, стварно имате вешти раци. Благодарам Агнеса, резултатот е како што може да видите многу добар, меѓутоа ќе станува уште подобар како ќе се интегрира филерот. Инаку сакам да ги потсетам сите наши гледачи дека во секоја емисија ќе имаме краток сегмент со нашиот доктор Дејан, каде што ќе секој што ќе сака да се пријави, ќе може на нашиот Инстаграм акаунт Агнес Органџиева и кај доктор Дејан Димитровски. Сите кандидати ќе имаат можност и во еднаш месечно, бидејќи ќе имаме ние емисија со доктор Дејан за поголеми интервенции, истите да бидат пријавени.
Ете така, значи многу е важно да кога ќе се пријавувате, испратите видео без филтер на вашето лице од 360 степени, за да можеме убаво да ја процениме анатомијата на лицето, дали сте подобен кандидат за ваков тип на интервенции. И исто така заследете го мојот Instagram акаунт, како и на Агнес Instagram акаунтот при самото испраќање на фотографиите. Најдобрите кандидати ќе бидат избрани за овој тип на интервенција. Тоа би е подарок од нас за вас.